Благодарам за присуството. Почитувани, за жал во текот на вчерашниот ден бевме сведоци на уште едно агресивно, би рекол дрско и недолично однесување на пратеници на Социјалдемократскиот сојуз кон жена пратеник, председателката на Комисијата за образование на Собранието на Република Македонија, господјата Олга Најденовска. Само присебноста и одмереноста на господја Најденовска придонесе дрското и грубо однесување на пратеници на Социјалдемократскиот сојуз да не прерасне повторно во физички напад. Исто онака како што Социјалдемократскиот сојуз повеќе пати направи во ова собрание. Целта е да не се донесе законот за основање на нов државен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев, но и да се предизвика нова политичка криза во Собранието на Република Македонија. СДСМ сака да го повтори сценариото за предизвикување на нови инциденти и нови кризи во ова собрание. Немаат аргументи, немаат програма, немаат идеи, но затоа навредуваат, затоа се закануваат, затоа поднесуваат илјадници, извинете, но би рекол глупави амандмани. Сакаат да креираат криза во собранието, за да ја продолжат кризата која ја креираа надвор од собранието. СДСМ знаат да работат само кога создаваат проблеми, деструкција и кризи. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз е против основање на нов државен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир, кој треба да го носи името на Дамјан Груев. Во текот на вчерашниот ден, преку закани, напади, навреди, 16-часовни процедурални дискусии, но и поднесени насилени, безсуштински и контрадикторни над 980 амандмани, сакаат да го блокират носењето на овој закон. СДСМ немаат своји идеи и проекти, но затоа ги кочат добрите идеи на мнозинството. Пратениците на СДСМ се водат со премисата колку полошо за државата, толку подобро за Социјалдемократскиот сојуз. Никогаш не дале поддршка за ниту една добра идеја. Да подсетам дека Социјалдемократскиот сојуз беше против формирање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој денес е еден од подобрите универзитети во Република Македонија. СДСМ беше против изградбата на нови згради за факултетите и беше против проектите за подобрување на студентскиот стандард кој што ова собрание ги гласаше. Пратениците на СДСМ нескриено кажуваат дека нивната цел не е да се подобри законот, ниту да се дебатира со аргументи, туку јасно и гласно на Комисија за образование говорат дека по секоја цена сакаат да го блокираат носењето на законот за основање на Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев. Со тоа покажуваат дека не го гледаат собранието како место за аргументирана дебата и диалог, туку како инструмент за агресивно и деструктивно спроведување на сценариото за континуирана криза во Република Македонија. Скоро сите 980 амандмани поднесени од Социјалдемократскиот сојуз немаат никакво суштинско значење. Контрадикторни се и имаат за цел да се влече до недоглед процедурата за носење на овој закон, но и се доказ за непознавање на правото, деловникот и проблематиката од страна на пратеничката група на СДСМ. Дозволете ми да ви набројам неколку примери какви се амандмани има поднесено СДСМ на овој закон за основање на нов државен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев. Прво, имаат десетина различни амандмани, би рекол и стотина, со кои предлагаат промена на името на универзитетот и на различни факултети во универзитетот. СДСМ предлагаат да го избришат името Дамјан Груев, а на негово место предлагаат имиња како Страхил Гигов, Вера Ацева, Крсте Црвенковски, Видео Смилевски Бато, за кои нивниот
Киро Глигоров имаше најнегативни искази и така натака. Долг список на лица за кои знаат дека имаат огромни гревови спрема македонскиот народ и неговата национална борба, со цел да предизвикаат тензии и безполезни долги историски дебати во собранието и конфликти помеѓу пратениците со различни идеолошки убедувања. Даме Груев е несомнен лик и авторитет, еден од најголемите лидери на македонската борба и македонското револуционерно движење. Неговото име и дело не може да биде заменето ниту со Вера Ацева, ниту со Крсте Црвенковски, ниту со Видео Смилевски Бато, а најмалку со Страхил Гигов. Дозволете ми да ви покажам дека само на оваа проблематика СДСМ има поднесено близу 100 амандмани. Второ, преку поднесените амандмани за определување на бројот на запишани питомци на Воената академија, за копнена војска и воздухопловната академија годишно, СДСМ има поднесено огромен број на контрадикторни амандмани, каде што во еден амандман бараат бројот на запишани питомци да не биде поголем од 136 на годишно ниво, во друг да не биде поголем од 73, во трет да не биде поголем од 91, во четврт да не биде поголем од 61, во пети да не биде поголем од 51, во шести да не биде поголем од 16 питомци, во седми да не биде поголем од 104 питомци и така натаму. Само за оваа бројка преку 100 амандмани. Но да биде иронијата поголема, на крај поднели и амандман да се брише комплетно членот 10 од законот каде што е ова прашање регулирано. Немаме суштинска дебата, немаме диалог, нема аргументација дали на Македонија годишно и требаат 15, 50 или 100 питомци за копнена војска. Туку имаме класична злоупотреба на собранието со преку 100 безсуштински и, извинете, глупави амандмани. Трето, преку поднесените амандмани за стапување во сила на овој закон, СДСМ повторно има поднесено огромен број на контрадикторни амандмани, каде што во еден амандман бара законот да стапи во сила на 11-тиот ден од денот на објавување во службен вестник, во друг да стапи на сила на 25-тиот ден, во трет да стапи на сила во 49-тиот ден, во четврт амандман да стапи на сила во 17-тиот ден, во пети да стапи на сила во 56-тиот ден. И ги наредиле сите бројки што им текнале на памет. И тоа се 100 амандмани. Но повторно иронијата да биде голема, на крај напишале еден амандман со кој што предлагаат да се брише овој член од законот. Значи, ќе дискутираме за 100 амандмани, за секој амандман ќе држиме по еден ден дискусија, на крај треба да усвоиме амандман со кој што ќе го бришеме овој член за кој што сме изгубиле 10 дена во собранието, сме потрошиле пари, сме направиле тензија, сме предизвикале конфликт во општеството. Четврто, преку поднесените амандмани за користење на униформи на студентите со пропишани ознаки, СДСМ поднесува десетици амандмани во кои што суштината на сите е иста, но со менување на местата на зборовите или додавање на сврзници, прилози и така натаму, создаваат што поголем број на безсмислени амандмани за истата работа. Дозволете ми пример да ви кажам, да не покажувам понатаму купови со амандмани. Вели, ја користат следната терминологија. Во еден амандман велат користат униформи, во следниот амандман предлагаат да биде носат униформи. Во еден амандман предлагаат студентите кои што се школуваат, во втор амандман предлагаат питомците кои што се школуваат, во трет амандман предлагаат студентите и питомците кои што се школуваат. Значи си синоними, си учеле граматика пратениците на СДСМ и си барале речник на синоними на македонскиот
јазик. И си поднесувале амандмани. Собранието, службите, трошокот тука е од мајка им, од татко им, од баба им, од дедо им, па може да се злоупотребува собранието до besкрај. Пето, преку поднесените амандмани за вршење на високообразовна дејност на универзитетот, СДСМ поднесува десетици амандмани во кои што суштината на сите е иста. Но со менување на местата на зборовите или со додавање на сврзници, прилози и слично, напишале нови десетици амандмани. Например, во еден велат за потребите на Министерството за одбрана, во втор велат како за потребите на Министерството за одбрана, во трет амандман велат исклучиво за потребите на Министерството за одбрана, во четврт збор, во пети збор и така натаму. Пак безсмисленост, пак контрадикторност, но целта е кочење на собранието и предизвикување на нова криза. Извинете, заборавив и за претходниот пакет и за овој пакет на амандмани, да кажам дека на крај и за едните и за другите предлагат бришење на тој член, за кој што претходно поднеле десетици и десетици амандмани. Пакет број 6. Преку поднесените амандмани за изгледот и материјалот на униформите на оваа воена академија, СДСМ поднесува десетици амандмани во кои што суштината на сите повторно е иста, но повторно со менување на зборови, додавање на прилози, сврзници и така натаму, креираат нови десетици и десетици амандмани. За да ви биде поинтересно, дозволете ми да ви ги дадам примерите. Вика, во еден амандман велат питомците што студираат. Во друг амандман велат питомците што се школуваат. Во еден амандман велат ги пропишува Министерот за одбрана. Во друг амандман велат ги пропишува Министерството за одбрана. Во трет амандман велат за потребите на Министерството за одбрана. Во след амандман го бришат зборот за, внесуваат поради потребите на Министерството за одбрана. И така натаму до besкрај. Учеле граматика, пишувале амандмани, ќе држат говори со денови, без смисла и без никаква корист, а на сметка на граѓаните. Пакет број 7. Преку поднесените амандмани за дејноста на универзитетот во своите единици, СДСМ поднесува десетици амандмани во кои суштината на сите е иста. Но повторно со менување на зборови, сврзници, прилози, креираат нов пакет на десетици и десетици амандмани. Велат вака, високообразовна и сега, пазете, научна, истражувачка и применувачка дејност. Прв амандман. Втор амандман, високообразовна, истражувачка, научна и применувачка дејност. Го менуваат редот на зборовите без никаква суштина и без никаква смисла. Во трет амандман, високообразовна и научно-истражувачка дејност. Во четврт амандман, високообразовна, научна и истражувачка дејност. Во пети амандман, високообразовна, применувачка дејност. Значи си нашле три зборчиња и како деца на мало се заиграле и сите инверзии што можеле да ги направат, ги направиле. И тоа е сериозна политика, сериозен диалог, сериозна дебата, аргументирана дебата. Суштината е јасна. Да се одолговлекува, да не се формира нов државен универзитет за национална безбедност, одбрана и мир, Дамјан Груев, и да се креира нова политичка криза во собранието. Почитувани, очигледно е дека Социјалдемократскиот сојуз не се менува. СДСМ е истата со години. СДСМ креира кризи и надвор од собранието и внатре во собранието. Ова не им е прв пат. Повеќето од вас го следат собранието со години и ова им е дежаву, веќе видено. Не се нити креативни, нити инвентивни, бар да смислат нов начин на блокади на собранието. Не се креативни нити да смислат логични и аргументирани амандмани. Ова е класична узурпација на собранието на Република Македонија и негова злоупотреба за тесно партиски цели. Жално е тоа што сето ова се случува на сметка на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Дали има прашање?
редот? Дали вие како партија ќе попуштите во однос на домовникот да не важи од пленарни седници и да се продолжи со дискусија за амандмани? Видете, во текот на вчерашниот ден и во текот на денешниот ден јас два пати се видов со координаторот на Социјалдемократскиот сојуз. Немам впечаток дека имаат намера да се постигне било каков договор за разумно работење на Комисијата за образование и наука. Напротив, на седница на Комисијата за образование, што ќе го видите на емитуваните снимки, неколку пратеници на СДСМ јавно и гласно кажаа дека тие немаат намера да дозволат да се донесе овој закон. Процедуралните дискусии кои што вчера траја 16 часа, повторувам, 16 часа, и тоа 95% од времето го користеа пратеници на СДСМ со напишани, забележете, напишани процедурални говори. Јас тоа 10 години во собрание не сум видел на процедурално човек да има напишан говор. 16 часа беа се со цел да се одолговлекува. Што и да направиме ние, и да дадеме нов предлог, и да понудиме компромис, и да го повлечеме тоа што комисијата вчера го донесе, тие низ овие процедури на оваа комисија или на комисија на законодавно-правна комисија имаат намера со вакви безсмислени амандмани, контрадикторни амандмани, да го кочат донесувањето на овој закон, но и очигледно сакаат да креираат политичка криза, заради тоа што вчера атмосферата во неколку пати беше и тензична, предизвикана од провокации кои што континуирано доаѓаат од претениците на СДС. Тука, па таму. Да, повеле Мира. Не, ако првин да завршиме со темата. Ако има за темата некој дополнително прашање, ако не, може и надвор од темата. Повеле Мира. Да, повеле. Денеска би требало да има работа. Да, колку што сум информиран во 17 часа. Да ни го кажете ставот на предлогот на СДСМ. Ставот на ВМРО-ДПМН е ист 2 месеци. Нема причина да се менува тој став. Предлогот кој што СДСМ го достави го нема никаде во Европа. Го нема во ниту една европска држава. Напротив, единствената цел на тој предлог е во управувачките органи на Агенцијата за медиуми и Македонската радио телевизија да се инсталираат луѓе од невладини организации финансирани од Сорос, и преку тие организации во Република Македонија единствени медиуми кои што ќе може да работат и да функционираат, а да не бидат казнувани или затварани, да бидат медиумите кои што ќе пишуваат онака како што фондацијата Сорос им налага. И има десетина такви примери кои што ги гледаме секојдневно, независни, така наречени независни новинари кои што нескриено си се дружат со политички лидери. Тоа е целта на тој предлог, за нас е неприфатлив и ние повторно упатуваме апел дека за ВМРО-ДПМН е прифатлив било кој закон од земја членка на Европската Унија да се превземе и да се имплементира во Република Македонија. Нема подобро тоа европски закон да донесеме, но закон кој што исто така има искуство на претходно имплементирање. Експерименти со инсталација на Соросови хонорарци во државните органи за нас се неприфатливи. Повели. Значи, пуснемо тема кој што имаме за другата да се скоро стопари. Тоа значи дека според вас нема во Македонија луѓе кои што имаат капацитет да донесат добар закон за медиуми, секогаш мора и проблемите и законите да ги решат. Не го мислам тоа. Напротив, мислам дека постојниот закон е многу солидно решение, нуди одговор на многу прашања. Тој е донесен од домашни експерти во соработка со странски експерти, но и во соработка со повеќето здруженија, асоцијации и организации во кои што членуваат новинари, медиумски работници, медиуми и така натаму. Иако ме прашате искрено, јас повеќе мислам дека тој закон треба да остане во сила, а можеби треба да погледнеме кој дел од имплементацијата на тој закон треба да се подобри. Во моментот, носење на нов закон значи повторно креирање на конфликт. Очигледно има многу различни ставови во Македонија со оглед на оваа проблематика и најдобро решение како да се избегнат конфликтите помеѓу новинарите, помеѓу медиумите, помеѓу партиите или наизменично е да се земе закон кој што е имплементиран во земја членка на Европската Унија, кој што функционира, кој што по сите параметри на сите организации во светот е оценет како добар закон или како добра имплементација на закон и да се изгласа во Република Македонија. Тоа можеме да го направиме
за 2 дена. Треба да се преведе закон, да се стави во процедура на итна седница, по скратена постапка да се донесе и да се затвори темата за медиум. Повелете. Само да завршиме, бар првиот круг да го завршим. Повелете. Кажете дека амандманите кои што поднела опозицијата се контрадикторни, но како и да е, нели имаат право? Апсолутно имаат право. И сепак нели сметате дека е подобро да се расправа по тие макар и да амандмани, отколку да се заклучи пред да се расправа или може тие амандмани да поминат до ставот не се припаѓаат? Да, мислам дека е подобро. Секој пратеник има право да поднесе амандмани, какви и да се. Тоа е оценка на нашата пратеничка група за нивните амандмани. Не мора да значи дека вие, тие или било кој треба да ја прифати нашата оценка. Затоа јас не зборував напамет, туку ви читав примери, ги носам со мене амандманите, можам да ви ги оставам да ги погледнете сите заедно сами врз база на вашата сами врз база на вашата логика, вашиот интелект, вашата наобразба да процените дали тоа што го говорам јас е вистина или не и апелирам и од овој момент во согласност со вашето прашање дека треба да заврши процедуралното одолговлекување на седницата и треба Комисијата за образование да започне да работи по овие амандмани. Да ви кажам дека дури и оваа одредба за примена на одредбите од пленумот на Комисија за образование да се имплементира во целосна комисија, помножено по број на пратеници од СДСМ, помножено по број на амандмани, тие можат повеќе од 2 години да го кочат овој закон, што значи не е никако ускратено правото за дискусија. Има 986 амандмани точно, има 31-32 пратеници по 10 минути, че тие може да зборат над 300 минути по еден амандман, без реплики и контрареплики. На тие 300 минути по еден амандман, ако помножите со 1000 амандмани, за да ми биде полесно да пресметам, се 300.000 минути. Пресметајте го тоа колку е во работни часови, колку е во денови и на крај ве замолувам пресметајте колку е тоа во трошок за собранието и за граѓаните на Република Македонија. Значи со оваа одредба што е изгласана, тие можат да зборуваат 300.000 минути. А ако тоа е малку, не знам што е многу. Повелете. Така е. Така е, 24 февруари. Значи, некако ни изгледа било кој сценарио, и со сандерето дека ќе почнат амандманите, дека нема да го донесат до законот поише. Видете. И затоа не сакам тоа да... Извинете. Не е подобро напред да се спустима подкрепата и да се потесо на нов парламент, со нов легитимитет, може дека бидат поопуштени состојбите и нов парламент. Мислам дека целата оваа Атмосфера. Видете, ја го разбирам вашето прашање, кое што е многу коректно и многу разумно во насока на постапување на пратеничките групи во собранието. Ме е многу жал што веќе трети или четврти пат го гледам јас лично истото сценарио. Значи вака беше и пред изборите 2008 година, вака беше пред изборите 2011 година, вака беше пред изборите 2014 и сега идентично. Само се улогите сменети во смисла на тоа дека има неколку нови пратеници кои што ја превземале оваа улога, претходно биле други пратеници од СДСМ, се е исто. И тогаш имаше купишта амандмани, и тогаш имаше креирање на конфликтна атмосфера во собранието, и тогаш имаше желба да се предизвика ваква тензија. Што ние правиме? Се обидуваме до последниот ден најкоректно да си ја завршиме работата. Прифаќаме дебата за амандмани, прифаќаме дебата дури и за вакви амандмани. Тоа вчера во неколку наврати господјата Најденовска го каже, иако амандманите очигледно се безсмислени. Но тоа е одговорност на пратениците што ги поднеле. Ако е добра идејата, а ние сме силно уверени дека треба да се формира ваков државен универзитет со сите факултети кои што се предвидени заради предизвиците кои што ќе ги живееме во следните години, заради капацитетите на нашите органи за безбедност, заради подготовката на стручен кадар, заради нашата интеграција во меѓународните безбедносни организации,
Силно сме уверени. Ние бевме изненадени во момент кога свативме дека СДСМ го одбрала токму овој закон да креира ваков конфликт и ваков проблем. Да направиа вакво нешто за било кој друг закон, немаше да бидеме изненадени. Искрено говорам. Изненадени сме заради тоа што не разбираме кој им е тој стратег што им кажал дека за формирање на нов универзитет по сите европски стандарди, со одличен одбор за акредитација, воден од меѓународни професори, тие најдоа да прават политички проблем. Јас вака ќе речам. Тој стратег што им ја креира стратегијата, ве молам, најдете го ко новинари, напишете го, јас да го викнам да го частам на ручек. Значи вака, исто закон имавте... Ајде, Насер па ти, да прв пат Насер прашу. Илија, велите ова е сценарио да се блокира закон. Зошто вие влегувате во сценарио? Вашата политичка идеја или идеја за формирање на нов универзитет е слушна. Луѓето знаат дека вие сакате да формирате универзитет, се има поеден постава. И одите на избори, луѓето ги процената. Дали е добра идејата? Ако е процена дека е добра, вас ќе гласи. Ако не, се да се не гласи. Зошто инсистирате по секоја цена сега? Вака Насер. Значи, ние имаме одговорност да не ги заборавам, да не го заборавам првата. Може. Вака. Значи, кратко прашање, краток одговор. Значи, пак ја речам, исто како со претходниот колега, ја прифаќам умереноста во прашањето во смисла на некреирање на конфликт. Мојата пресконференција денеска не е во насока да креирам конфликт, нити да креирам проблем, но е во насока да ви информирам со какви се алатки се служи опозицијата за да го блокира собрање. Ние ќе сториме, Насер, се што е во законска и деловничка рамка да го донесеме овој закон. При тоа ќе внимаваме да не создадеме причина за конфликтни ситуации. Дали вака или така, јас ве уверувам дека закон за формирање на универзитет за национална безбедност, одбрана и мир, Дамјан Груев, ќе биде донесен. Второто прашање Насер. Многу кога се залагате за идеја да копираме закон, Европски закон. Тука имаме јас и ти различно мисле. На луѓето кои што не се упатени, ќе речат па супер, нели сакаме во Европа да копираме европски закон. Дали мислите дека ние можеме реално да се споредиме со Британија 500 години градена? Или да се споредиме со една Германија која после Втора светска војна направила таков политички систем кој што не дозволува или нема да толерира да им се повтори некој нов Хитлер. Добро. Дали мислите дека такви копи-пейст решенија, Македонија имаме ние 20 години се мачиме да поставиме некој демократски систем? Дали навистина верувате дека ние можеме да го направиме, да се споредиме со нив и да не успее да? Добро. На два начини ќе одговорам. Прво, во ниту еден случај, господин Салмани, нема да прифатам теза дека македонскиот народ, граѓаните на Република Македонија, албанците, турците, власите, ромите, бошњаците, србите кои што живеат во Македонија, имаат послаб, попроблематичен, ваков или таков менталитет во споредба со било кој друг народ во Европската Унија. Истото го мислам и за политички систем и за општество. Извинете, јас ќе се согласам со вас дека можеби за оваа тема не можеме да се споредуваме со Велика Британија, Германија, Холандија, но стремиме да станеме такви. Но, дозволете ми да ви кажам дека Бугарија, Романија, Хрватска, Словенија, Унгарија, Португалија, Шпанија, Италија, Малта и ред други земји кои што се на југот на Европа, не само што не се подобри од Македонија, туку имаат и поголеми проблеми. Затоа ние велиме вака, господин Салмани. Не кажуваме ние кој закон. Од сите членки на Европската Унија, не кажуваме ние која земја. Не велиме Британија, не велиме Германија, велиме вака. Нека седне господинот Ван Хојте со колегите од СДСМ, нека одберат тие дали ќе биде Франција, дали ќе биде Шпанија,
дали ќе биде Данска, дали ќе биде Белгија на господин без разлика. Бирайте добри примери. Дали ќе биде Белгија на господинот Ван Хојте, дали ќе биде Чешка, Словачка, Словенија, Хрватска, Бугарија, Романија, се треба сите да ги набројувам 27 да се проверувам дали ги знам напамет. Било која. Една нека одберат господинот Ван Хојте и СДСМ и нека кажат луѓе, ние мислиме дека чешкиот закон е добар, еве го чешкиот закон, имаме преведувач од чешки, немаме, ќе најдеме, ќе го преведеме за еден ден, следниот ден ќе оставиме на седница, третиот ден ќе биде усвоен и ќе биде тргнато на страна ова проблематично поднебје. Затоа велам дека од 27 држави, една држава може да се одбере. И втора работа, обратната логика, господине Салмани, не можам да ја прифатам, дека Македонија пак треба да биде експериментот во кој што ќе се имплементираат одредби кои што никаде ги нема. Значи, као ние сега сме најспремни, ние сме поспремни од Велика Британија, која што велите е 500 години демократија, ние сме поспремни од Германија, која што велите има таков политички систем, за да не дозволи нов Хитлер, да правиме вакви експерименти. Зошто? Британците не им текнало ова, на германците не им текнало ова, нас ни текна, па ние ќе го правиме експериментот. Не, господине Селмани. Искуство од 27 компаративни примери. Кој пример сакате, повелете и вие вклучете се помеѓу СДСМ и Ван Хојте во разговорите. Кој пример на држава го сакате, одберете го, тој закон ќе биде изгласан. Повелете. Тука и да завршим. Да, кратки. Кога викате дека овој закон мора да се мисли и се донесе. Исто така тврдевте и за закон за гранители со туи кој што поглаша исто. Нема да се донесе. Дали сте сигурни дека сега треба да се ограничат говорите од гранители кога тоа време да се ограничи? Луѓе, зборуваме за државен универзитет за национална безбедност, одбрана и мир во време кога има огромни предизвици не за Македонија само, не за регионот, за цела Европа. Јас не можам да разберам кој е тој стратег на СДСМ што избра токму на овој закон да се прави проблем во собрание. Јас се надевам дека критичната јавност, експертите од оваа област, медиумите ќе создават атмосфера која што на некој начин ќе влие СДСМ да си направат преоценка на нивниот однос спрема овој закон и се надевам дека во догледно време, во разумно време, ќе го променат ставот и ќе пристапат кон носење на овој закон. Дали може како новина да разбиеме елаборатот и мината на одборот кој што... Да, ќе го замолам министерот за одбран, за образование и заменик министерот, едниот или другиот, да го достави до медиумите. Ајде. Дека вчера пала универзитетот да биде исто така како овој, значи и там е проект да биде исто така како што има Тереза, да биде и албанска Тереза. Мислам дека тоа прашање е од дневно-политички карактер и не би навлегувал во таа препирка помеѓу двете големи албански партии. Благодарам. Повелете. Не знам дали јас не успеав да добавам во вашиот говор, рековте вака или онака, предлогот ќе помине. Дали тоа значи дека понеделник ќе гледаме на пленарно? Не мора да значи. Една од алтернативите која што пред малку ја спомнав е дека се надевам дека експертската јавност, медиумите, граѓаните, питомците на академиите, ние сите на ваков начин преку јавни дискусии, јавни дебати ќе влијаеме СДСМ да го промени ставот, заради тоа што навистина нема логика за овој закон да создадат ваков проблем. Тоа е една од алтернативите. Има алтернативи да се донесе утре, по 5 дена, по 10 дена, по 100 дена, но суштината на законот, целта на законот, идејата на законот е позитивна. Вака или така, таа идеја ќе заживее. Тоа ми беше целта. Не може да се угаси оваа идеја. Имаш уште некое прашање? Нема. Ви благодарам.